но откако во транзицијата останал без работа, екзистенцијата ја обезбедува само со земјоделство. Како отричено семејство Папучковски седат тутун и произведуваат градинарски култури, најмногу пиперки. Годинешната берба е со одличен квалитет, вели, но откупната цена е многу ниска. Прва класа наместо 30 достигнува едва 23 денари за килограм. Цената на пиперката моментално треба да биде од 26 до 30 денари. Ние не бараме преку леп погача. Тоа е нормална цена на пиперката, али уствари овде се манипулира од страна на откупувачите или од страна на државата. Оти ценава е сега падната. 18 од 25 прва, втора 18, прва од 30 на 23. Тоа е огромна загуба за нас. Нема ништо нас да ни остани. И плюс со дождојве. Веќе почнува пиперка да скапува. Нема што да кажам, тоа е веќе еве на лице место се дека скапува. Еве можете и овде да видите дека скапува пиперка. Веќе е презрена пиперката, а откупување не. Да ја произведам и сам да ја продам. Штетите се огромни. Моментално чиста загуба на оваа цена која што се е чиста загуба. Јас сум тројца моментално, ваѓам домашните преработувачи да седна на маса заедно со представници од владата на Република Македонија и нас откупувачите, така да овие количини кои што излега во моментов да ги откупа, а исто така да овозможа и извозот да течи што подобро и да се олесна некои давачки кои што во моментов се случува во извозот народ од Македонија. Некаде околу 20 тона пиперки и околу тони пол тутун не може да се прехраниме. Се жали Папучко. Ние ги следиме состојбите, ако се укаже потреба, како што и до секогаш владата до сега искачала во предсред, сведоци сте на доматот, на сите други култури. Никогаш не сме се оглушиле на барањата на земјоделците, но тоа треба вистински да се утврди дека има таква потреба. Реагираат земјоделците и од другите населени места. Во Хрватска има проблем со царините, со камионите се преполни. За секој поединечно кој што ќе биде наведен на листата, директно да ја провериме и со нивни представници, да не посетат во Министерството и директно да им даеме одговор за секој посебно каде е проблемот. Сега луѓето има набрано роба, таја роба значи не треба, само неколку дена сега скапуваат, иначе дојдува ред и да се фрли. Сакам државава да превземе и мислам дека може да помогне.